Животот може да биде стресен, дали е тоа училиште, работа, врски. Лесно е се чувствуваме преоптоварени со нашите емоции. Но што ако научите подобро управувате со овие емоции и останете смирени, дури и кога работите стануваат тешки? Тука се појава науката за емоционална регулација. Тоа значи да разбереме како да ги контролираме емоциите, наместо тие да не контролираат нас. Емоциите се појавуваат како реакција на тригери, мисли или нешта што се случуваат околу нас. Нашиот мозок реагира автоматски, подготвувајќи на задействување. Понекогаш оваа реакција може би е премногу интензивна, како кога чувствуваме дека срцето ни чука побрзо од анксиозност. Кога доживуваме силна емоција, амигдалата, алармот во мозокот се активира. Но со вежбање може да научиме како да го ангажираме нашиот префронтален кортекс за да превземе контролата врз нашите реакции. Една мокна алатка за емоционална регулација е когнитивната преоценка. Односно, преку промена на начинот на кој размислувате, се менуваат и вашите чувства. Например, наместо да гледате на тешка ситуација како закана, обидете се да најдете можност за растење. Преиспитувајќи го пристапот, може да ги намалите негативните емоции и да создадете простор за конструктивни чувства. Свесноста е друга клучна стратегија за регулирање на емоциите. Практика да се остане присутен во моментот, обрнувајќи внимание на вашите мисли и чувства без осудување. Кога сте свесни, може да ги наблюдувате вашите емоции без да ве преплават. Свесноста ви помага да создадете простор помеѓу вас и вашите емоции. Наместо веднаш да реагирате, може да направите пауза, да вдишате длабоко и да одлучите како да одговорите. Но емоционалната регулација не е само ментална, таа е и физичка. Кога сме под стрес, нашите мускули се затегнуваат, срцето ни чука побрзо и чувствуваме тежина во стомакот. Овде доаѓа поливагалната теорија, која објаснува како вагусниот нерв игра голема улога во регулирањето на нашата емоционална состојба. Со длабоко дишање, јога или едноставно истегнување може да го активирате овој нерв и да го смирите телото, што ќе ви помогне да го смирите и умот. Она што го јадете може да има големо влијание врз тоа како се чувствувате. Исхраната богата со овошје, зеленчук и интегрални житарки обезбедува на вашиот мозок потребни хранливи материи. Голем внес на шеќер може да доведе до нагли скокови и падови во енергијата, предизвикувајќи промени во расположението и потешкоти во концентрацијата. Избирајќи храна која го стабилизира шеќерот во крвта, како цели зрна, посни протеини и здрави масти, може да ги задржите емоциите на поголема рамномерност. Како може да ги користите овие стратегии во секојдневниот живот? Вежбајте свесност. Започнете од само неколку минути на ден, фокусирајќи се на здивот или сетилото во вашето тело. Обидете се со когнитивна преоценка. Кога ќе се фатите во негативна мисла, одвојте малку време за да ја преформулирате. Користете длабоко дишање или обични физички вежби за да ги регулирате емоциите. Изберете диета која поддржува вашата емоционална благосостојба. Ограничете го шеќерот и фокусирајте се на балансирани оброци. Со разбирање на науката за емоционална регулација и вежбање на овие техники, можете полесно да се справите со животните предизвици. Вие имате моќта да ги регулирате вашите емоции, наместо тие да ве контролираат вас. Во следното видео ќе истражиме како емоционалната интелигенција и управувањето со емоциите може да ви помогне да изградите посилни врски и да успеете во различни области од вашиот живот.